Секој позитивен цел број може да го запишеме како производ од прости делители. Всушност, уште попрецизно, секој позитивен цел број може да биде запишан како единствен производ од прости делители. Ова е основната теорема на аритметиката и е многу корисна. Простите делители се користат во криптологијата за да се заштитат податоците. Секој цел број е составен од прости делители. Можеме да ги замислиме како атомите кои го градат бројот. Сигурно знаеш што се прости броеви и дека 2 е единствен парен прост број. Да видиме како се запишува број како производ од прости делители. Ги разгледуваме простите броеви кои го делат бројот без остаток. Јас секогаш прво започнувам со 2 или 3. Значи, 2 се содржи 45 пати во 90. Заокружи го 2 како прост делител. 3 се содржи во 45 15 пати. Заокружи го 3 како прост број. 3 се содржи во 15 5 пати. Заокружи ги и 3 и 5, бидејќи и двата се прости броеви. Добивме 2 прости броја, што значи дека го завршивме дрвото на делители. Од тука, прости делители на 90 се 2 помножено со 3, помножено со 3, помножено со 5. Ова може да го запишеме и како 2 помножено со 3 на квадрат, помножено со 5. Доколку не сакаш да го користиш дрвото на делители, може би повеќе ќе сакаш да користиш вертикална линија. 2 се содржи во 90 45 пати, 3 се содржи во 45 15 пати, 3 се содржи во 15 5 пати, 5 се содржи во 5 еднаш. Секогаш биди сигурен дека последниот добиен број е 1. Воопшто не е важен редоследот на прости броеви кој ќе го избереш. Секогаш ќе го добиеш истиот одговор, без оглед на методот кој го користиш. Секогаш ќе добиеме 2 помножено со 3 на квадрат помножено со 5. Сега обиди се и ти. Паузирај го видеото, размисли и продолжи кога ќе бидеш подготвен. Дали доби точно решение? Ова е начинот за наоѓање на прости делители. Ако користиш дрво на делители, само запомни дека постапката продолжува се додека не завршиш со 2 прости делители. Или, ако повеќе сакаш да работиш со вертикална линија, се додека не завршиш со бројот 1. Во друго видео ќе откриеме како да се користат простите делители за да се најде најголем заеднички делител и најмал заеднички содржател. Многу е едноставно, дури и за големи броеви. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница nauказадеца.mk.